На рочиштето се изведуваа и докази од мобилна комуникација. Во Кривичен суд е и колешката Марија Митеска. Марија, доколку се слушаме, повели со деталите. Александар, како што и самиот кажа, на денешното рочиште прво сведочеше вештак од МВР кој што јасно кажа дека немало контаминација при утврдувањето на ДНК на апелациониот судија Ѓоко Ристов, односно на оние алуминиумски фолии каде што беа завиткани 350.000 евра пронајдени во домот на неговите родители во Неготино. Со тоа практично и падна одбраната на судијата која што тврдеше дека додека се прибирале материјалните докази, на вештаците бил скината ракавицата и со тоа е контаминиран доказот, односно ДНК-та на Ѓоко Ристов. Потоа следеше и изведување на материјални докази, односно електронска комуникација која што била набавена од одземен телефон на еден обвинет во друг случај, односно на група обвинета за проституција, дилање дрога. Се читаше нивна комуникација со Гани Туша, обвинет исто така во случајот Беланоца, кој што е припадник и член на Беланоца, за одредени притвори кои одлучува апелациониот суд. Судијата даде пауза, па потоа ќе се продолжи повторно со изведување на докази кои што практично покажуваат дека овие обвинети лица со лица однадвор договараат притвори и гаранции со апелациони суди. Секако се очекува да се изведуваат и докази од ПИМ мерки. Ќе видиме дали судиката ќе дозволи јавноста да биде присутна на изведување на овие докази или не. Секако екипата на Телма ќе остане тука да го следи процесот и понатам.